Јас сум Маја Милошевска, единствениот учесник кој што има настапено на сите 17 одржани женски авторелија во Македонија, а воедно и победник на 17-тото женско авторели во класата 1 со зафатнина на возила на моторот до 1600 кубни сантиметри. Оваа година женското рели беше организирано по 17-ти пат. За прв пат беше организирано во 2005 година, кога што прв пат настапив и јас. Од тогаш традиционално секоја година се организира овој настан и од тогаш секоја година настапувам и јас. Првичниот повод за организација на овој настан е Денот на жената, 8 март, каде што на еден поинаков начин го прославуваме овој меѓународен ден на жената. Нели, типично е овој ден да се прославува во собрани во друштво, со ружи, со поклони, а ние го прославуваме на еден поинаков начин. Оваа година организирано во соработка со Републичкиот завод за безбедност во сообраќајот, каде што возиме под кампањата "Размисли дали си безбеден возач". Релито се состои од неколку етапи. Првата етапа е градската етапа, каде што се возат сите учеснички возат во сообраќајот по сообраќајните мрежи, каде што се движат по патна книга која што е обезбедена од организаторот на релито. Значи, оваа година релито започна во општина Газибаба, плоштадот Автокоманда, и првата етапа се возеше од стартот, значи од Автокоманда до Сити Мол, каде што беше крајот на првата градска етапа. Втората градска етапа беше повторно од Сити Мол назад до Автокоманда во општината Газибаба. Оваа етапа се вози со почитување на сите правила и прописи, како што се ограничување на брзина, семафори, пропуштање на пешаци, што значи дека ова не е брзинска етапа, туку е етапа на точност. Во оваа етапа треба за точно одредени минути да се стигне од стартот до целта. Ова е една етапа каде што жените учеснички велат треба да се почитуваат сообраќајот и сите правила што постојат во него. Втората етапа е етапата која што е наречена КНАП етапа. Во оваа етапа се вози за точно одредени метри, треба да се извозат за точно одредено секунди. Во овој случај, оваа година на 17-тото авторели се возеа 300 метри за точно 15 секунди и ова е етапа на точност. И онаа најинтересна етапа, таа е популарно наречената гимкана, односно тоа е спретното возење меѓу чунови, каде што треба по точно зададена траекторија да се извози ова спретно возење без притоа да се ниту подбутне, нити да се удри одреден чун. Ова е брзинска етапа и кој ќе ја извози најбрзо, тој на крајот од релито има потенцијални шанси за најголем успех, секако зимајќи ги во предвид сите извозени етапи од релито. Јас настапувам по 17-ти пат на ова рели, значи ги имам возено сите досега што се организирани во овие изминати години и можам да ја пофалам организацијата, секако да ја пофалам идејата и нормално да биде ова поздрав да продолжи оваа традиција и понатака. Во оваа прилика сакам да го искористам и она што не очекува во иднина во оваа година. Значи, оваа година нема да го возиме само традиционалното женско рели кое што се организира по повод 8 март. Оваа година не очекува крајот на мај, ако не се лажам, тоа треба да е последниот викенд во мај, возиме женско рели во Кочани и потоа во септември ја заокружуваме оваа сезона со третата трка која што повторно ќе биде возена во Скопје.